Скопје останува европска престолнина на културата за 2028 година, објавија градоначалникот на Скопје Орце Ѓорѓиевски и министрите за надворешни работи и култура Тимчо Муцунски и Зоран Љутков по заедничката посета во Брисел и средбата со еврокомесарот за меѓугенерацијска правечност, млади, култура и спорт Глен Микалев. За Канал 5 министерот Љутков објаснува дека проектот бил целосно блокиран, особено во делот на програмата содржана во апликацијската книга, како и во делот конкурсите за проектите кои според него биле незаконски. Љутков вели дека процесот сега е целосно одглавен, дека веќе се обезбедени реални средства од 20 милиони евра од владата и град Скопје и уверува дека се е подготвено процесот да продолжи во наредните 2 години кои преостануваат. Не беа обезбедени средствата, никогаш не се знаеше со колкава сума се располага. Таму во битбукот пишувале некоја сума од 128 милиони евра, што е сулудо. И сега во овој период, бидејќи веќе е откочен целиот процес, ќе мораме во скратен рок да работиме многу брзо за да стигнеме. Всушност ги имаме 26 и 27 година само за подготовки, бидејќи 28 февруар веќе ќе мора да го презентираме тоа што сме го сработили. По посетата на Брисел, градоначалникот Ѓорѓиевски на социјалните мрежи напиша дека Скопје влегува во нова ера. Според неговите најави, градот ќе се трансформира преку инвестиција од над 55 милиони евра во клучни инфраструктурни проекти, како аквадуктот Калето и Скупи, а сето тоа транспарентно ќе биде реализирано од професионален тим. Според Илија Вучков, кој директно учествувал во работните групи на Европската комисија во рамките на проектот, оптимистичките вести од Брисел влеваат надеж дека преку добра меѓуинституционална координација, Скопје ќе може да биде представено во соодветно светло. Изгубено е доста време. Повеќето градови кои што веќе биле од оваа иницијатива работат годините пред самата година за која што е номиниран градот. И во принцип фокусот треба да е ставен на туризам, на култура, на вработување. Скопје аплицираше за Европска престолнина на културата во 2018 година, за време на мандатот на Петре Шилегов, а титулата ја доби во 2023 година.